Здраво, ова е 308-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Zone of Interest на Джонатан Глейзер, во кој станува збор за германскиот командант во Аушвиц, Рудолф Хос, глумен од Кристијан Фриедел, кој го знаете од The White Ribbon, кој заедно со неговата сопруга Хейдвиг, глумена од Сандра Хулер, која ја знаете од Anatomy of a Fall, заедно со нивните деца и послуга живеат во куќа со прекрасна расцветана градина, само единствениот проблем е што еден зид ја дели нивната еденска градина од логорот во Аушвиц, каде секој ден се екзекутирани илјадници евреи. Режисерот Глейзер не ни овозможува директен поглед во интимата на семејството Хас од првиот кадар, напротив, тој на гледачот му остава простор да се навикне на ужасите кои му престојат, но тој начин што дозволува само да ги наслушнеме врз основа на црн екран, неколку минути, со цел да го опреми гледачот со средството за засилување на неговото сетило за слушање, бидејќи тоа ќе биде од круцијално значење за проследување на делото, односно овие грозоморни ужаси нема да бидат визуализирани, туку ќе треба да ги уловиме со помош на нашиот слух, за да ја добиеме комплетната слика. Главен двигател во визуелната естетизација на филмот секако дека е контрапунктот помеѓу предниот план, каде сведочиме на нацистичкото семејство кое ужива во погодностите на доделениот имот од власта, поволности на руралната идила кои подразбираат посет на голем двор со базен и градина, но антитежата е задниот план, затоа што над ѕидот во широк план може да забележиме дека оджаците на Аушвиц испуштаат чад од согорените тела во печките. Големината на филмот доаѓа од токму таа дихотомија на убавото и злобното, кој Глейзер одлучил да ги прикаже како содействуваат во еден кадар. Димот од оджаците, вресоците, пепелта на пружените алишта и во реката се неколку од многуте индикатори на злоделата кои се случуваат од другата страна на ѕидот, кои Хедвиг и останатите се обидуваат да ги занемарат. Таа глуми аристократка, која си пробува нови бунди, меѓутоа толку удобно си има вгнездено во имотот, што во мигот кога незиниот сопруг ќе мора да биде прелоциран, со новите наредби се разбира, по никоја цена нема сака да го напушти земниот рај, иако се наоѓа до пекол кој го има создадено човештвото. Од експериментот Милграм од 1961 година до ден денес, човекот се навраќа на истражувањето на капацитетот на извршување на бескрупулозното дело под наредба, кој често е екранизиран во филмски облик. Но во секоја итерација се соочуваме со процесот на компартментализацијата, кој денес станува се поактуелен, бидејќи извршителите на злочинот социопатски умеат да го занемарат стореното и последиците и да си проложат со животот, како во случајот со Рудолф. За да просперира злото, потребно е само добар човек, кој е негов сведок, да го премолкне погледнатото, какви што се сите соучесници на Рудолф, со убеденост која чини животи. Оваа поставка е премолчување на злото и погребување со рутина, прилично многу асоцирана денешницата, односно во денешно милје многу полесно е да се подлегне на овие разорни максими и да му се пресуди на поразличниот, да се изврши наредба без пркосење и да се негираат последиците, што говори за кореспондирањето на периодичниот филм со етосот на денешницата. Зловесните чинови на одземање на животот не се експлицитно прикажани, напротив, имплицирани се со сугестивното прикажување на работ на рамката од кадарот, но не се дотолку ефемерни, бидејќи се тактилно приемчиви, со оглед на тоа што се присутни во секој кадар. Но овој филмски еуфемизам воопшто не ја девалвира фашистичката малициозност. Насловот на филмот представувал назив во Третиот рајх за округот од 40 км околу Аушвиц и многу ми се допаѓа негативниот простор на небото на постерот на филмот, таа мрачнина која ја надвиснува росната градина. Ова не е прв пат да биде екранизиран животот на командант налик Рудолф Хос, односно неговиот живот и злодело претходно е снимен за потребите на Death Is My Trade од 1977 година во режија на Теодор Котула, според дело на Роберт Мерле за животната сага на Франц Ланг, кој од бојно поле преку партија до затвор ќе заврши како раководен на концентрациониот логор со назначена сопруга во служба на државата се разбира. Имотот до Аушвиц во овој филм има мала неудобност, мирисот на запалените тела, како што ќе посочи еден генерал во филмот, ама тоа е мала цена која се плаќа за престојот таму.
За разлика од филмот на Глейзер, сопругата на Франц во овој филм не годува на убиствата на мажи, жени и деца од страна на сопругот, кој завршува зад решетки, пишувајќи ги своите мемуари. Новиот филм на Глейзер слободно може да го додаете на листата на култните антивоени остварувања кои ги прикажуваат грозоморите на Холокаустот, секој на свој начин се разбира, филмови од рангот на Пијанистот, Шиндлеровата листа, Come and See, На запад ништо ново, Shoah, The Painted Bird и Son of Saul. Паралела може да се повлече и со The Act of Killing од Джошуа Опенхаймер, конкретно во секвенцата во која ликот не може да поврати во двата случаи и генералот кој се симнува по скалите и неговиот колега од другиот континент, кој по повраќањето изјави дека совеста му соопштила дека требало да бидат убиени луѓето. Употребата на документарните снимки од рутинираното одржување на музеот на Холокаустот во Аушвиц е скок во време и форма, аналоген на Night and Fog од Ален Ресна, филмот за човештвото кое плаче околу нас, но ние се правиме дека не го слушаме. Книгата на која условно кажано се базира филмот, новелата на Мартин Амис, е сосема поразлично структурирана љубовна приказна од три аспекти, така што Глейзер си пропагира негово видување на оригиналниот материјал, затоа што него го интересираат парадигмите на баналноста на злото во и вон семејството и благодарение на Глейзер со денови погледањето на филмот ми бегаа мислите на неговите трекинг кадри. Директор на фотографија е еден од најзначајните сниматели на денешницата, Лукас Жал, кој за да ја постигне Кюбриковата прецизност, Ханекеевото студенило и заиделовото секојдневие, поставил десетина камери низ имотот и нема кој знае каква сатурација на боите, односно се снима на природно светло со широки леќи на лајтс, со кои непречено се обсервираат колоквијалностите на семејството Хос и нивниот поларитет од другата страна на зидот, правејќи од нас воајери на извршителите на злото, кои бараат поефективни начини на состаноците за елиминирање на што е можно повеќе луѓе. Се уште сум во недоумица од потребата за користење на термална камера во мигот која девојчето остава храна за затворениците. Сосема ми е јасно дека екипата со изборот на пристапот на снимање се има затворено во ќош, не можејќи да се најде флоскула за оправдување на поставката на светло во ноќната темница на дворот, но ајде да речеме дека ќе релативизираме дека авторите си поигруваат со алегоријата на топлината, дека светол е чинот за оставање на храна во дворот за заробениците, надвор од имотот на мракобесието, но овој пристап знае да ми го попречи гледачкото искуство. Како и претходните филмови, така и тука, често да ги озвучи грозотиите со својот атонален скор и припадна на композиторката Мика Леви. Филмот веќе има јасна истакната димензија на дизајнот на звук, вресоците и моторите наменети да ги прикриваат, но низ композициите на Леви можеме да го наслушнеме премолченото зло, какофонијата од звуци кои означуваат трулеж на бездушните убијци, посебно во чудовишните звуци во ноќта кога девојчето остава храна за заробениците како сигнализација на опасноста која ја демне. Филмот го монтира постојаниот соработник на Глейзер, монтажерот Пол Воц, кој и покрај тоа што нема многу крупни планови на располагање, создаде течение кое е разбирливо, со премини помеѓу камерите, не баре сведочиме на found footage филм составено од камери за надзор само од фашистичка Германија. Има еден црвен кадар на среде филмот, како своевиден дисолв од црвено цвеќе на злото во крвта која е пролеана, или пак апел за стопирање на злоделата, одлучете сами. Мене ми е излишен затоа што значенски не придонесува ништо ново на действието, ниту пак воспоставува некое ново експериментално рамниште. Режисерот Джонатан Глейзер, доколку бидеме послушни, ќе не награди со уште еден игран филм во деценијата, па затоа на една рака може да се избројат неговите долги остварувања, но тој ја пропагира идејата на квалитет над квантитет во која успева. Меѓутоа, додека чекате ново долго филмско остварување на Глейзер наредната декада, топла препорака од моја страна е да ги погледнете бројните рекламни видеоспотови кои ги има снимено во неговата кариера, кои имаат поголема продукциска и естетска вредност, како и радикална визура од сите наши домашни остварувања, со кои го реобмисли концептот на снимање реклама за да се задоволи суетата на нарачателот, па се има изборено за креативна слобода да создаде нешто невидено. Доколку не ми верувате на кажаното, погледнете некоја од неговите реклами за Levi's, Apple, Guinness, Stella, Volkswagen, Barclays, Cadbury, Wrangler, Motorola, Nike, Canon.
Неговата кариера ја започна режирајќи музички видеоспотови, како што се препознатливите негови творби за бендовите Radiohead, Jamiroquai, Uncle, Massive Attack, Nick Cave, Blur. Неговото долгометражно деби е Sexy Beast од 2000 година со Бен Кингсли, кој глуми мафијажот кој регрутира отворач на сефови за неговиот последен грабеж, со кој беше добитник на Европски Оскар со номинација за Кингсли за актер од Академијата, така што светот беше запознаен со големината на авторскиот потпис уште пред да го сними одличниот прв филм. Следниот беше Birth од 2004 година за младото момче кое ќе се обиде да го разубеде ликот кој глуми Никол Кидмен дека е реинкарнација на незиниот мртов сопруг, прикажан во Венеција и награден на Сиджес. Третиот филм е Under the Skin од 2013 година во кој Скарлет Јохансон глуми вонземјанка, падната во Шкотска, која ги впива ликовите додека е во патешествие на себе откривање, кој иако играше на Венеција и беше награден со Европски Оскар, сепак најдобро беше прифатен од жанровската публика која ја препозна неговата големина. Пред да го снеми новиот филм, реализираше неколку маркантни кратки филмови, како што е кампањата за колекцијата на McQueen, именувана First Light, танцовиот Страсбург 1518, како и кошмарниот хорор филм The Fall, во кој банда на маскирани ликови ќе се обиде да казни друг маскиран лик кој по висењето на ортомата паѓа во бунар и се обидува да се измолкне од него. Прилично упростено е чимедејствието и сведено на семејството кое не сака да се сели од рајот до окното на пеколот, но немањето на движење на камерата и дополнително доближување се одлики кои нема да бидат естетски задоволителни за сите гледачи. И по неколку гледања се уште не сум сигурен дали термалната камера е вистинскиот избор, затоа што токму поради незините технички примени, неколку децении подоцна ми е модерна референца која ме фрла надвор од гледачкото искуство, освен ако Предатори постоеле и во нацистичка Германија. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде беше награден со 4 награди, вклучувајќи и Гран При наградата за Глейзер, што според мене е своевидна компензација за немањето на храброст да се додели Златната палма, која му припадна на значително понеквалитетниот филм Anatomy of a Fall, меѓутоа беше побезбедна солуција, стравувајќи какви импликации ќе има за Канскиот фестивал ако се награди филм кој ги портретира фашистите, нешто слично какво што беше ситуацијата со Son of Shoal пред неколку години. Потоа се прикажа на Telluride, Торонто, Хелсинки, Сан Себастијан, Цирих, Њујорк, BFI, Чикаго, Гетеборг, беше награден на Palm Springs, односно A24 Film 4 го одржаа што е можно подолг фестивалскиот живот, за да ја одржат оскаровската кампања која резултираше со 5 номинации, па се надевам дека ќе заврши со добивање на некој од нив, со оглед на тоа што како представник на Обединетото кралство за интернационален Оскар успеа да освои номинација во таа категорија, освои еден Европски Оскар за звук. Страхотен филм, кој со суптилно наговестување на злосторствата во позадина на идиличниот дом на генералот убиец и неговото семејство, подсетени сме на ладнокрвното зло кое е подготвен да го направи под дирекција на власт. Штета што жртвите не ја научија лекцијата од употребата на сила, па кога ја здобија денес, започнаа да се однесуваат како нивните джелати. Во еден хорор филм, не заборавајте дека чудовиштата се луѓе. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Zone of Interest од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 308-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!